Јас сум Ѓокица Ѓошевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Илинден, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марко Василев и тренирам во кошаркарскиот клуб Борец, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас се викам Јован Александровски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Матеја Стеков, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Денеска и утре започнува осмина финалната разврстка за пласман во четвртфиналето во Лигата на шампионите. Вечерва ќе се одиграат две реванш средби каде се среќаваат Атлетико Мадрид Милан и Бајер Минхен Арсенал. Минатата сезона во осмина финалите од Лигата на шампионите Арсенал успеа да слави во Минхен со 2:0, но имаше повеќе примени голови на домашен терен. Доколку успеа да го повтори резултатот, овој пат ќе се избори за продолженија. Тренерот Арсен Венгер и прекоси на статистиката и верува дека неговите фудбалери ќе искористат шансата. Тимот предводен од Гвардиола е предпазлив, иако ја има фаворитската улога. Во вториот осминофинален реванш надпревар Атлетико Мадрид има минимална предност од 1:0 над Милан. Првиот стрелец Диего Коста се враќа во составот на Атлетико. Покрај Коста во составот ќе бидат и Арда Туран и Диего Годин. Тренерот на Атлетико Диего Симеоне со почит гледа кон Милан и очекува тежок меч. Италијанците пак не може да се пофалат со настапите на последните дуели во серија А, на кои претрпеа 2 порази, но сепак Милан е Милан и се може да се очекува од најтрофејниот европски клуб. За утре се закажани уште две осминофинални реванш средби. Пари Сен-Жермен го пречекува Бајер Леверкузен, а Манчестер Сити гостува на Барселона. Францускиот првак влегува со предност од 4:0 во првиот надпревар, а во завидна позиција се и каталонците со предност од 2:0 против Манчестер Сити. По 5 години во Зенит, италијанскиот стратег Лучиано Спалети доби отказ. Управата на клубот беше незадоволна од учинокот на 55-годишниот италијанец во последно време и одлучи да му се заблагодари на соработката. Зенит моментално се наоѓа на второто место на табелата во руското првенство со 2 бода помалку од Локомотив Москва. Зенит загуби од Борусија Дортмунд со 4:2 во првиот осминофинален надпревар од Лигата на шампионите, а потоа во првенството на домашен терен разочара против тимот на Том. Во до крајот на сезоната тимот ќе го води Сергеј Сема, кој минатата сезона ја заврши својата фудбалска кариера и сега ќе биде на чело на тимот до крајот на сезоната. 38-годишниот млад тренер во кариерата им играно за ЦСКА Москва, Пари Сен-Жермен, Рубин Казан, а има одиграно и 65 надпревари за рускиот национален состав. Украинецот Александар Долгополов го направи најголемото изненадување доцна синоќа откако го победи првиот светски тениски рекет Рафа Надал во третото коло од Мастерс од 1000 што се игра во Индијан Велс. Долгополов заслужено славеше над Надал со 6-3, 3-6 и 7:6. Долгополов погодуваше од сите позиции и го натера првиот светски тениски рекет да одигра тај брейк во кој славеше со 7:5 и ја оствари својата прва победа во меѓусебниот дуел. Во следното коло Александар Долгополов ќе ги одмори силите со италијанецот Фабио Фонини. Пласман во следното коло обезбедија и Вавринка, Хас, Андерсон, Раонич, Федерер и Енди Марей. Кај дамите се случија исто така неколку изненадувања пред се елиминацијата на Марија Шарапова од италијанката Џорџи во 3 сета со 6-3, 4-6 и 7:5. Во третото коло својот настап го заврши Јана Ивановиќ, која беше елиминирана од американката Стивен со 2:0 во сетови 7-6 и 6:4. 7 средби се одиграа синоќа во NBA лигата каде фаворитите стигнаа до победите. Перо Антич одигра 23 минути и реализираше 12 поени по 3 скоки асистенции и една блокада во триумфот на гостувањето на Атланта против Јута од 112-110. Јастребите ја прекинаа серијата од 10 порази поред на гости и низата од 6 порази поред. Корвер уфрли 26, а Пол Милса постигна 23 поени за тимот на Атланта. Најефикасен во редовите на джезерите беше Трей Бург со 23 коша. Мајами Хит по 3 последователни порази го победи Вашингтон со 99-90. Вейд постигна 22, а Леброн беше најефикасен со 23 поени. Бредли Бил забележа 18 коша во составот на Визарци. Еле Клиперси стигнаа и до 8-та победа поред откако синоќа пред своја публика славеа над Феникс со 112-105. Блейк Грифин постигна 37 поени, додека кај Феникс Горан Драгич постигна 23 поени и 5 асистенции. До победи синоќа стигна и двата тима од Њујорк. За вечера предвидени се исто така 7 средби. Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ана Тантуровска, вие гледате МТМ Кошаркарска лига.
Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гачаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.